Јас би рекол дека нема некоја битна разлика помеѓу македонскиот театар воопшто и албанскиот театар во Македонија. Со тоа што веројатно има една разлика, а тоа е затоа што сите знаеме како функционираат театрите, односно како функционира се што е национална установа и се што е јавна установа, а тоа функционира на начин кој што е како еден вид на продолжена рака или нека екстензија на извршната власт. Па така, тука единствена разлика би била во тоа што како што се менуваат владите во Македонија, во македонскиот дел се менуваат и гарнитурите, се менуваат и директорите, се менуваат и раководствата, додека во албанскиот дел тие раководства се истите веќе 20 на години. Така да во албанскиот дел нема некоја промена и е многу поинертна ситуацијата, е многу по статус кво за разлика од македонската страна. Инаку културата воопшто, не само театарот, ја не мислам дека прави некаков исклучок и дека е нешто многу поразлично во однос на се друго во наше општество. Така да истите проблеми кои што ни се јавуваат насекаде, истите проблеми ги наоѓаме и во културата, односно истите проблеми ги наоѓаме и во театарот. Па така како што имаме една администрација која што е пренатрупана, така имаме и пренатрупани театри со администрација. Така имаме и театри кои што се запоставени поради небрежно работење и поради недобро раководство и менаџирање со театрите и со културата воопшто. Така имаме театри кои што се реновирани и потрошени се средства за тие театри, милионски суми, а при тоа гледаме дека повторно тие театри имаат проблеми, иако се наоѓаат во нови згради. Имаме театри кои што воопшто не се изградени, имаме театри кои што се во стварно мизерни состојби и така натака. Но ова е што се однесува на тој технички, организационен, менаџерски план. Што се однесува до уметничкиот план, скоро да е иста ситуацијата, затоа што повторно не можеме многу да направиме во уметноста без да имаме добра инвестиција во уметноста. Кај нас особено во овие последниве години со кризата со ковид, па со сите скратувања кои што беа и од кои што најмногу претрпе културата, затоа што во кризно време овде кај нас барем таква е праксата и така се сваќа дека што ме криза, тогаш прво што треба да се крати е културата и секогаш од културата кратиме. И така беше и во време на пандемија, и сега со новите кризи, со новите ситуации со кои што се соочуваме, повторно културата е на прв удар. Така да не успеваме баш да се снајдеме, не успеваме баш да изменаџираме добро со културата и затоа културата ни е на такво едно незавидно ниво. Истото не се случува и со театрите. И во уметнички план би рекол дека во последно време навистина тие некои добри или успешни работи кои што се случија беа скоро на ниво на инцидент, скоро на ниво на не сакајки се случи убаво, се случи нешто добро. Затоа што кога ќе видиме во какви околности се работи, кои се тие можности кои што ги нуди државата, кои што ги нудат институциите кај нас, се навистина мали тие можности и навистина скромни. Од друга страна, жално е тоа што кога веќе ги спомна фондовите, тоа што веќе години наназад единствен продуцент во Македонија за култура, особено за театар, е Министерството за култура. Ние немаме други извори на финанси. Немаме, може да имаме ние иницијативи, но тие иницијативи завршуваат утредата. Затоа што нема спонзори, нема стимул, нема олеснување, даночни олеснувања за спонзорство во културата, нема развиена филантропија за да може да се инвестира во културата на таков начин или да се донира во културата. Збориме за децентрализација на култура со години назад, но реално
џабе е тоа зборење ако не се случи фискална децентрализација, затоа што сама децентрализација во културата би значило од само Министерството за култура да ја префрли топката на други на други ресурси, на општините и слично, а при тоа парите повторно да зависат од едно централизирано место. Така да, реално, во културата немаме нешто добри можности, но ете, кобуриме некако.